Good evening, this is Peter Vertkovsky on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Почитувани слушатели, ново соопштение од управата на македонската заедница овде во Ньюкастел, дека црквата Света Богородица заедно со свешеникот Пецо Петровски ќе биде отворена секој понеделник, вторник и четврток од 8:30 до 10:30 сатот сабајлето во склоп на сите други празници. А можете слободно да го посетите храмот, да си запалите свеќа за здравје во вашиот верски дом. Свештеникот Пецо Петровски ќе биде присутен во секое време, можете да го прашате за било кој православни верски обичаи, за правилно однесување и почитување во нашата црква. Исто така, почитувани слушатели, од Ньюкастел и околината имаме ново нешто во нашата куња, овде во нашата македонска сала. Ќе има разноврсни јадења, пресно кувани од наши кувари и тоа секој втор петок од 6:30 сатот на вечер. Сега првиот петок ќе биде на 1 март во 6:30 часот во нашата сала. Ако сака да си резервисате маса, јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456 или видете на Facebook околу сето тоа. Кореографот Добре Колевски на нашата игрорна група Стив Наумов најавува дека играоците се вратија со тренинзи секој петок од 6 сатот на вечер. Управата на пензионерското друштво Гоце Делчев од Ньюкастел организираат ручек за сите пензионерски мембери и тоа во сабота на 6 април со почеток во 10 сатот сабајлето во нашата македонска сала. Картите ќе коштат само $10 по лице со богат ручек. За карти јавете се кај Јован Новачевски на 0424 373893 и кај Коле Стојчевски на 0414 501831 или секој понеделник и четврток од 10 сатот до 1:30 во салата. Соопштение до сите родители на децата од 5 години постари. Можете да ги донесете вашите деца во нашата македонска сала за учење на македонскиот јазик, култура и традиција. Имаме наставници секој петок од 4:30 до 6:30 на вечер. Школото веќе почна од пред неколку недели. Сите сте добро дојдени. Исто така да најавиме дека новата управа организираат работна акција во црковниот храм и тоа сабота на 13 март и недела на 14 март. После службата ќе се чисти цела црква и сите икони и кој може да дојдете за здравје за овие 2 дена да помогнете, ќе бидеме многу благодарни. Исто така најавуваме дека вашата чланарина може да се ја платите до крајот на месец март
за да станете мембери во заедницата. Во склоп на сето ова ќе се одржи генерален митинг или годишен извештај за 2018 година. И тоа на 31 март во 1 сатот после ручек во нашата македонска сала. Сите членови се добре дојдени. За сите погреби во црквата Света Богородица, црковниот одбор ги спрема сите потребни работи околу припремањето на ручекот и сервирање на истиот. За повеќе информации јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456. Како што рековме прошлата недела, карти за концертот Ѓоко Јович нема продадени се. Сега може да се јавите за другиот концерт во април 19 за младите Владко, Златко и Дамјан Стојановски. Јавете се кај Џони и Линковски за карти за концертот на 19 април. Бројот на Џони е 0414 296910. Сега продолжуваме со најновите вести од Македонија. Силјановска Давкова. Јас ќе се борам да бидам председател на Република Македонија како што се распишани изборите. Кандидат за председател на Република Македонија од ВМРО ДПМН, професор Гордана Давкова, во нејзиното прво интервју додаде за вестите на Сител телевизија. Одговарајќи на новинарско прашање дали во случај доколку победи на председателските избори ќе се заколне пред Уставна Република Северна Македонија, иста вели дека ќе се бори да биде председател на Република Македонија, додавајќи дека кога председателот на собранието ги распишал изборите, ги распишал на Република Македонија. Председателот на собранието ги распиша изборите за председател на Република Македонија. Јас се уште не сум тоа, но ако бидам, ќе чуете тогаш како ќе се заколнам. Јас ќе се разбира дека ќе почитувам уставот и законите и соодветно на тоа ќе се однесувам. Но, да подсетам, сите овие и председател, и премиер, министри се заколна пред уставот на Република Македонија и во ниту една програма не најавија промена на името, но немаат никаков проблем, вели таа. Повисоките цени за јавен превоз во Битола ќе донесат поголем сообраќаен хаос. Граѓаните ќе добијат повисоки цени за јавниот превоз, а тоа ќе придонесе за поголем сообраќајни хаос во градот, реагираше денеска битолската опозиција. Тие велат дека општинат Битола планира да ги субвенционира приватните превозници со 5 милиони динари, но од друга страна со новиот модел граѓани ќе плаќаат повисоки цени. Од Долно Ризори сега 25 динари до сега, а сега 35 динари. За Лопатица до сега 50, сега 90 денари. Кукуречани беше 30 денари, сега со покачувањето 45 денари. Со овој начин дополнително локалната самоуправа ќе остави простор за работа за дивите превозници, а за друга страна со покачувањето на цените ќе ги стимулира граѓаните да користат сопствени возила, со што директно ќе влие на хаос во градот и загадувањето кој е реалност и во летните месеци. Од локалната власт објаснуваат, еден дел ќе има мало зголемување за патниците, но ако користат предплатнички месечни билети, цената ќе биде поевтина од она што досега го користеле. Се е тоа за заштеда на парите на граѓаните. Голем проблем беше, но она што ќе се изгласа во четврток, тој проблем ќе се затвора. Новиот тарифик на линискиот превоз предизвикува бурни реакции, а веќе подолг период општината и превозниците се обидуваат да најдат заеднички јазик за решавање на проблемите со линискиот превоз во општина Битола. Точките за превозот кои требаше да се гласат од денешната седница се одложија за четврток. Социјалните мрежи вријат. Костадин висок морал е воопшто да не си ја вработиш сопствената мајка. По изјавата на потпаролот и пратеник од СДСМ Костадин Костадинов дека мајка му ќе си поднесе отставка од морални причини од Централниот регистар, каде што се вработи пред само неколку месеци како единствен подобар кандидат со средно образование, социјалните мрежи вријат со негативни коментари. Според голем број на граѓани, оваа постапка е далеко од морална, како што сака да ја прикажат Костадин Костадинов, министер за информатичко општество Дамјан Манчевски, како и актуелната влада на СДСМ. Дел од коментарите на граѓаните се дека
Оставка си дала од што мора, а не затоа што е морална. Велат да се имало морал, немало ниту да ја вработи собствената мајка. Другите прашуваат зошто поднела отставка од работното место, ако незиното вработување било транспарентно, како што и тој самиот кажуваше дека дека требало, како и требало до крај да се истражи незиното вработување, нагласувајќи дека тој од позицијата пратеник и потпарол на владеачката СДСМ влијале за незиното вработување. Граѓаните барат сите вработувања кои се деновиве се уште поактуелни на керките, синовите, како и блиските роднини пратеници на СДСМ и високите функционери на владата да се преиспитат и точно да се утврди начинот на нивното вработување, како и тоа дали постоело фаворизирање и на кандидати, што во случајот се и поочигледно дека постоело. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната "Песна за Ева" на нашите многу сакани зето Даниел и ќерката Менда и нашата мила принцеза Алесендра Крстевски. Со голема радост му ја честитаме новородената ќерка и сестричка Горден Азура, да е здрава и жива, од Бога благословена, да расти во радост и весело детство, а на малата и пожелуваме добре ни дојде во нашата фамилија. На Даниел и Аменда му се заблагодаруваме што ни израдуваат со ова убава внука. Тоа ни е нашето богатство. А на дедото Крис, бабата Джени Крстевски, со фамилијата му ја честитаме внуката. Исто му честитаме превнуката на дедото Кире Крстевски и пребабата Люба и бабата Деспина Божиновски. Овие убави желби од се срце се испратени од таткото Трајан, мајката Славица, братот Джошуа, со саканата Мелиса, како и стригото Борис и дедото Ѓорѓија Гроздановски. Да ја слушниме песната.
Со песната Татко се сторив на нашите многу сакани зето Денјол и братучедата Менда и прекрасната внука Алесендра Крстевски. Со најубави желби му ја честитаме новородената ќерка и сестричка Горден Азура. Да е здрава, жива и весела, да расти голема мома и со братче да се радува. На дедото Трајан, бабата Славица, дедото Борис, брато Джошуа со саканата Мелиса и дедото Крис и бабата Джени Крстевски со фамилијата, честито убавата внука. Овие убави желби се испратени од зетот Стевче, братучедата Сузен, со милите внучиња Сијана, Калиста и Касандар Стојчевски. Со истата народна песна на поштованите зето Денјол и братучедата Менда и саканата внука Алесендра Крстевски. Му ја честитаме новородената ќерка и сестричка Горден Азура. Да е здрава и жива, брз напредок на малата, да расти со големо, весела мома и со братче да се радува. На дедото Трајан, бабата Славица, дедото Борис и брато Джошуа со саканата Мелиса, честито убавата внука. Исто му честитаме внуката и на дедото Крис, бабата Джени Крстевски со фамилијата. Овие убави желби се испратени од зетот Боб, брачадата Мери и милите внучиња Ерик и Лара Милевски. Со песната Внуче наше. На нашите сакани внуко Денјол, внуката Аменда и малата превнука Алесендра Крстевски му ја честитаме новородената ќерка и сестричка Горден
Азура, да е здрава, жива, со брз напредок да расти во радосно и весело детство и со братче да се радува. На дедото Трајан, бабата Славица со фамилијата Гроздановски, дедото Крис и бабата Джени Крстевски со фамилијата му ја честитаме убавата внука. Исто му ја честитаме внуката и превнуката на пребабата Люба и пребабата и бабата Деспина Божиновски. Овие убави желби се испратени од дедото и тетин Дане, бабата и тета Дана Стефанов. Истите желби ги испраќаат и брачедите Бил и Полин Петро со фамилијата и Тони со Тереса Стефанов со фамилијата. Со истата народна песна на сваќата Менда со Денјел Крстевски му ја честитаме новородената ќерка Горден Азура, а на Алесендра честито убавата сестричка. На малата и посакуваме добро здравје, многу среќа и радост со сите најблиски. На дедовците и бабите од двете страни честито убавата внука. Овие се желби испратени од сватовите Ванчу и Менка со цела фамилија Милевски. Sam nas mnogo radosem, ni se rodi vnuče milo, ajde da proslavi me, ajde site na ono, neka bude veselo, neka večer pesne naše se dose selo. Vnuče naše milo, vnuče dedino, da mi bide zdravo živo, vnuče babino, sreća sina tato, sreća gole, sitina mama, ljubav beskrajna. Vnuče naše milo, vnuče dedino, da mi bide zdravo živo, vnuče babino. Sreća sina tato, sreća golema, ljubav sitina mama, ljubav beskrajna. Pesna da zapete, so naše vnuče milo napred da zaigrame. Ajde site na ono, neka bide veselo, neka večer pesne naše se dose selo. Vnuče naše milo, vnuče dedino, da mi bide zdravo živo, vnuče babino. Sreća sina tato, sreća gole, sitina mama, ljubav beskrajna. Vnuče naše milo, vnuče dedino, da mi bide zdravo živo, vnuče babino. Sreća sina tato, sreća golema, ljubav sitina mama, ljubav beskrajna. Naše milo, vnuče dedino, da mi bide zdravo živo, vnuče babino. Sreća sina tato, sreća golema, ljubav sitina mama, ljubav beskrajna. Vnuče naše milo, vnuče dedino, da mi bide zdravo živo, vnuče babino. Sreća sina tato, sreća golema, ljubav sitina mama, ljubav beskrajna. Со песната Внуче Мило ми се роди. На поштованата
внука Аменда со Даниел Крстевски му ја честитаме новородената ќерка Гордена Зура, а на Алесендра честито убавата сестричка. На мала ти посакуваме многу здравје, голема среќа и безгрижно детство заедно со сите најмили. На брачадата Славица со цела фамилија честито убавата внука. Овие се желби испратени од тетин Тоде, тета Нада и брачедот Пида Драгарски. Воедно убави честитки посакуваат и брачадата Софи со Диме Стојчевски и брачадата Мери со Ристо и малиот Рикардо Пројчевски. Со истата народна песна на внуката Менда со Даниел Крстевски му ја честитаме новородената ќерка Горден Азура, а на Алесендра честито убавата сестричка. На малата многу здравје, голема среќа, весело детство со сите најблиски и најмили. На брачадата Славица со цела фамилија честито убавата внука. Овие се желби од се срце испратени од вујкото Венко, вујната Мара и брачедите Роберт и Џули со нивните фамилии Ѓуровски и Сива. Уште памтам, мила мајка, кога ми
Со песната Господ син ми подари. На внукот Крисо Бернадит Стојановски му честитаме новородениот син Ели Кристефа Стојановски. Исто му посакуваме на малиот добро здравие, безгрижно детство. На дедо Видан, баба Зора, со цела фамилија честито внучето. Овие се желби испратени од стрикото Цане, стрината Даринка, брачетот Стивен со Если и малите Ајзек, Оливија и Дарси Стојановски, како и брачадата Миранда со Ренато. Dajte da se pije, oro da se vije, želba mi se ostvari, Gospod sin mi podari. Dajte da se pije, oro da se vije, srce mi se razjavi, ne sobih naslednik. Sejan je sine, polna duša ta, ima kojke mija, krepi kućata, Vičentina majka, gordost tatkova, za dedo i baba, radost volema. Kako što je redot, ime to na dedo, a od baba poračaj, da ti me si pogača. Kako što je redot, ke te dari dedo, ke fotku je vnučeto, da mu nosi ime to. Sejan je sine, polna duša ta, ima kojke mija, krepi kućata, Vičentina majka, gordost tatkova, za dedo i baba, radost volema. Dajte da se pije, oro da se vije, pa kada prodožime, ušte da se množime. Dajte da se pije, oro da se vije, site da me prečekam, veselina kršteka. Sejan je sine, polna duša ta, ima kojke mija, krepi kućata, Vičentina majka, gordost tatkova, za dedo i baba, radost volema. Продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Села Пелистерски. На крштеничката Славка Ѓоргиевска со наискрени желби и честитки и го честитаме 70-тиот роден ден. Исто така и посакуваме да е многу среќна и весела во иднина со цела незина фамилија. Овие убави честитки се испратени од нумката Грозда Драгарска со цела фамилија. Да ја слушниме песната.
srce moje, doma da si ojme, tamo ka što piši peliste. Tamo kitni sela, ko na nebo zvezdi, lični sela, ej pelisterski. Tamo kitni sela, ko na nebo zvezdi, lični sela, ej pelisterski. Ima mena stara, crno-bela slika, tatko mi ja dade banane. Da si odi sine, selo da si vidiš, tamo ti je sine koreno. Da si odi sine, selo da si vidiš, tamo ti je sine koreno. Slikata od tatka, evo ramka zlata, te ja čuvam i zovnucite. Sada znati je, koji sme što smenije, koji smenije Makedoncite. Sada znati je, koji sme što smenije, koji smenije Makedoncite. Rešim sudbo moja, napad jaz da odam, da go vidam, sudbo selo to. Ni to nojki spijam, ni to sozi krijam, gdje si odam Makedonija. Ni to nojki spijam, ni to sozi krijam, gdje si odam Makedonija. А сега да ги проследиме уште еднаш соопштенијата од Њукастел и околината. Да најавиме дека новата управа овде во Њукастел организираат работна доброволна акција во црковниот храм и тоа сабота на 13 март и недела на 14 март. После службата ќе се чисти цела црква и сите икони. И кој може да дојдете во тие 2 дена да поможите за здравје, ќе бидеме многу благодарни. Помош за здравје во нашиот храм. Исто така управата на македонската заедница овде во Њукастел јавува дека црквата Света Богородица заедно со свешеникот Пецо Петровски ќе биде отворена секој понеделник, вторник и четврток од 8:30 до 10:30 сатот сабајлето во склоп на сите други празници, а можете слободно да го посетите храмот, да запалите свеќа за здравје во вашиот верски дом. Свешеникот Пецо Петровски ќе биде присутен во секое време. Можете да го прашате за било кој православни верски обичаи, за правилно однесување и почитување на нашата црква. Исто така да најавиме дека чланарината за ова година да си ја платите до крајот на месец март за да станете мембери во заедницава. Во склоп на сето тоа ќе се одржи генерален митинг или годишен извештај за 2018 година со сите членови и тоа во недела на 31 март во 1 сатот после ручек во нашата македонска сала.
Исто така, почитувани слушатели, од Ньукастел и околината имаме ново соопштение. Нашата куња овде во нашата македонска сала ќе има разноврсни јадења пресно кувани од наши кувари и тоа секој втор петок од месецо во 6:30 сатот на вечер. Сега првиот петок ќе биде на 1 март. Ако сакате да си резервисате маса, јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456 или видете на Facebook околу сето тоа. Управата на пензионерското друштво Гоце Делчев од Ньукастел организираат ручек за сите пензионерски мембери и тоа во сабота на 6 април со почеток во 10 сатот сабањето во нашата македонска сала. Картите ќе коштат само $10 со богат ручек. За карти јавете се кај Јован Новачевски на 0424 373893, Коле Стојчевски на 0414 501831 или секој понеделник и четврток во македонската сала од 10 до 1:30 сатот после пладне. До сите родители на децата од 5 години постари, можете да ги донесите вашите деца во нашата македонска сала за учење на македонскиот јазик, култура и традиција. Имаме наставници секој петок од 4:30 до 6:30 сатот на вечер. Школото почна од пред неколку недели. Сите сте добро дојдени. Кореографот на нашата игрорна група Стив Наумов, Добре Колевски, најавува дека играорците се вратија со тренинзи секој петок после 6 сатот на вечер. Продолжуваме со најновите вести од Македонија. Дурловски Игор вели откри зошто не побара амнестија. Државата ми ја украде татковината. Во својот завршен збор, оперскиот пејач Игор Дурловски денеска го повика судот да го осуди доколку има доказ дека е виновен по обвинението дека за време на протестите за заедничка Македонија држал подпалувачки говори и протестирал за материјална корис. Кој е тој подпалувачки говор со кој сум повикал за рушење на уставниот поредок? На 27 април ја испеав химната на Република Македонија и заминав со синот да гледам ракомет во спортската сала Јане Сандавски. Откако видов на интернет дека граѓаните влегуваат во собранието, се вратив. Ако е вистина тоа што вели, тогаш осудете ме, рече тој. Освен моје присуство таму, друго нема што да утврдите. Доколку најдете доказ за било какво мое учество, планирање, намера да бидам дел од некакво сценарио за 27 април, осудете ме. Не барав амнестија затоа што сум смел, туку дека не сум виновен, изјави Дурловски. Тој рече дека обвиненијата се обични лаги и невистини и дека тоа го навредува. Колку што ова ме навредува, колку што сакам на цел глас да викнам дека се лаги и измислици и колку е непоимливо, кротеско, она што го говорат за мене дека ме плаќаат да протестирам во името на правдата и не на мојата повредена личност. Ве замолувам да се прашате дали сум имал намера или водел разговори за насилство на 27 април. Дури и да сум најнеморалната личност, дека сум измамувал десетици илјади луѓе, прашајте се дали постои еден доказ дека сум знаел што ќе се случува на 27 април. Јас верував и се уште верувам во кауза. Се плашев од иднината на мојата земја и се уште се плашам дека државата ми ја украде татковината. Може да ви се гадам, но не може поради тоа да ме осудите, рече Дурловски. Ченто, уценувајте, заканувајте се, не ви се плашам. Ми дадова понуда, односно бев уценет да бидам заштитен сведок во замена да немам кривична пријава. Требаше да читам лист хартија која ми беше дадена. Одговорот мој беше и 100 години да ме судат, немам намера лажно да сведочам, ниту пак да местам луѓе. Тогаш ми рекоа, ќе зажалиш. После еден месец ме уапсија, рече Јане Чентов, обвинет за настаните на 27 април во завршниот бор пред судот. Тој рече дека понудата да не биде обвинет доколку биде заштитен сведок ја добил од одредени полициски и обвинителски структури.
Ченто рече дека обвинителството товари погрешни луѓе за настаните во собранието и дека вистинските виновници не се на обвинителска клупа. За него, што рече, единствена правдена одлука е ослободителната. А сега нешто и за здравието. Цитронот е здрав, но ако пиете лекови мора да бидете многу внимателни со него. Без оглед колку благотворни дејства има цитронот, со него треба да бидете многу внимателни доколку пиете лекови, бидејќи оваа комбинација може да предизвика несакани реакции. Предностите на цитронот се бројни. Го штити срцето така што го намалува лошиот колестерол. Го зајакнува имунитетот бидејќи изобилува со витамин С. Го забрзува метаболизмот. Сепак бидете многу внимателни со ова овошје доколку пиете лекови, бидејќи само еден цитрон дневно е доволно да предизвика несакани дејства од медикаментите. Бидете особено внимателни кога пиете лекови кои се користат за намалување на колестеролот. Според извештајот на Американската агенција за храна и лекови, паралелно консумирање на цитрон и лекови за намалување на колестеролот го зголемува ризикот од заболување на црниот дроб, побрезите и опасноста од откажување на мускулите. Не се проблематични само овие лекови. Во потенцијално опасна група се и лековите за крвни садови и за заболено срце. Цитронот реагира и со лековите кои се препишуваат за антиксизност, заболување на централниот нервен систем, инфекциите на уринарниот тракт. Затоа, пред да започнете со консумација на ово прекрасно овошје, проверете дали тој има штетно влијание на лековите кои ги користите. Најчесто во упатството на лекови е наведено доколку со одреден лек не се препорачува да консумирате цитрон, но и доколку не е наведено, вие консултирајте се со вашиот лекар или доколку терапијата е кратка, тие денови избегнувајте го ова овошје. Една чаша солена вода треба да конзумирате секој ден. Комбинацијата од чиста морска сол и вода како дел од редовната прехранбена рутина може да го регенерира вашиот организам на следните начини. Бенефиците на вода со лимон или со јаболков оцет се на широко познати. Наместо овие два пијалоци, се поголем број на луѓе во последно време почнуваат да пијат солена вода. Често слушаме за тоа колку солта во прекумерни количини е лоша за нашето здравје, но ретко се зборува за нејзините бенефици и позитивните ефекти врз организмот. Поточно комбинацијата на чиста морска сол и вода како дел од редовната прехранбена рутина може да го регенерира нашиот организам, благодарение на минералите во овој пијалок со голема хранлива вредност. Подготовка. Измешајте 3 децилитри вода со прстофат сол и испијте ја при појадокот или во текот на денот, а во продолжение прочитајте кои се бенефиците од солената вода. Правилна хидратација. Познато е дека може да се испие и премногу вода, а во тој случај во организмот доаѓа до недостаток на нутриум кој води до хипнотремија. Солта истовремено му помага на телото да ја абсорбира водата и да одржува баланс на нутриумот во организмот. Солената вода содржи минерали кои помагаат во природната детоксикација на телото и изфрлање на штетните токсини, а исто така има и антибактериски својства, па ги исфрла бактериите од организмот на човекот. Варење на храната. Солта ги активира жлезите во устата кои потоа испуштаат протеини кои помага во правилното разградување на храната и на тој начин значително го олеснуваат процесот на варење на храната со свој пијалок. Подоеноста ќе остане само спомен. А сега, почитуваме слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Hunter.